3343 доктори на науки имаат вработено македонските универзитети. Овој огромен високообразовен наставен потенцијал во овој момент не ги исполнува очекувањата, смета премиерот Христијан Мицковски, подржувајќи го новиот закон за високо образование. До сега работевме по законот од 2018 година и нашиот најстар, најреномиран, би рекол, универзитет во моментот Свети Кирил и Методи на Шангајската листа падна 1000 места. Уствари, не знам и дали воопшто е рангиран. А едно време беше рангиран. Според Мицковски, причината за ова е следната. Не сакаат да работат. Сакаат да имаат 6 часа неделно, да ги затворат во еден ден, сакаат 120, 130, 150 илјади денари плата и ни еден труд да не пишуваат. Ни еден научен труд да не напишат. Тоа не може повеќе да биде. Мицковски самиот е професор и добро знае кои се обврските, но тој е видно револтиран на своите колеги, за кои вели дека со голема енергија го обструираат законот за високо образование. Впрочем, тие треба да го сработат следното. Затоа што работата на професорите и асистентите во високообразовните институции е составена од 3 столба. Апликативна работа, образовна, нели, да предаваат, апликативна да соработуваат проекти со стопанство и така натаму, и научна, да пишуваат трудови. Тоа е она кое што го барам. Без оглед на сите реакции, законот за високо образование веќе е во владена процедура и е пред донесување. Колкав ефект ќе се постигне, треба да покажат наредните години, но факт е дека меѓународно високо авторитетна образовна институција немаме. На Шангајската листа од 1000 универзитети одамна нема име од нашиот простор.